Рудникот за бакар Кадиица кај Пехчево ќе се гради. По 2 години застој, конечно е потпишан договорот помеѓу Министерството за економија и Кадиица Метал. Со него на русите им се доделува концесија за експлоатација. Интензивно се работиме на изработка на проектот за експлоатација кој ќе го опфати начинот на експлоатација, начинот на преработка на рудата, а сето тоа, бидејќи првобитната наша концепција беше изменета, ќе извршиме до истражување на тој локалитет со цел што поточно попрецизно да се утврди технологијата за експлоатација. Најавите се дека рудникот ќе вработи околу 300 лица, а целата инвестиција се проценува на околу 40 милиони евра. Има одеден проблем, ние спуштивме едно време кога цената на бакарот беше поволна. Сега цената на бакарот е прилично неповолна и од таа цена може би се зависи и начинот и брзината на обезбедувањето на финансиски средства за реализација на проект. Ова значи надеж за малото Пехчево, кое последните години се соочува со голема невработеност и масовно иселување. Очекуваме поголемо економско препородување на самата општина и на луѓето, побогати луѓе, посилна економија во самата општина. Освен за Пехчево, Кадиица ќе значи многу за целиот источен регион. По себе ќе значат не само можност за економски развој на источниот дел на Македонија, полнење на локалните буџети, од една страна, ќе значи и можност за запослување на многу наши идни дипломирани студенти и сегашни дипломирани студенти. Инаку, Кадиица Метал е дел од семејството на руската компанија Солвей, кој веќе стопанисува со рудникот за бакар Бучим кај Радовиш и рудникот за олово и цинк Саса кај Македонска каменица. Геолошките истражувања на локалитетот Кадиица започнаа во 2010 година и траја до самиот крај на 2012 година. На нив Солвей потроши над 4 милиони евра, но работите беа прекинати за да се утврди дали новиот рудник евентуално би имал негативни импликации врз животната средина.